Европската комисија денеска го демантираше лидерот на СДСМ Зоран Заев, дека било кој од комисијата му дал ветување и дека истото може да се оствари во однос на отворање на преговорите за членство на Република Македонија во Европската Унија, доколку неговата така наречена реформска влада ја превземе власта во македонската држава. Портпаролката на Еврокомисијата Маја Коцијанчич на денешната пресконференција во Брисел потврди дека за отворање на пристапните преговори на Македонија со Унијата одлучува Европскиот совет, а не комисијата, со што го негираше тврдењето на Заев за некои македонски медиуми дека високата представничка Федерика Могерини, како и еврокомесарот Јоханес Хан, му ветиле почеток на пристапните преговори во случај тој да стане македонски премиер. As you know, Boban, we don't comment comments, so I'm not going to comment comments. But you are very much aware what the rules are. The Commission recommendation to open negotiations with your country is conditional on the country's implementation of, or implementing rather, the Perugino Agreement and urgent reform priorities. And opening of accession negotiations when these conditions are met is the decision for the Council. Портпаролката на Хан исто така беше запрашана дали еврокомесарот за преговори за проширување го доби писмото од професорката по уставно право на правниот факултет во Скопје Тања Каракамишева Јовановска и неколку интелектуалци и професори од Македонија во однос на неуставноста или уставноста на потезите што некои македонски политичари ги влечат изминатиот период и дали Хан одговорил на истото. I would need to check whether the letter was received, but usually when we receive the letters, we do respond to them. Yes, we have the habits of answering letters. Yes, Jurek. Додаде Шерецки, шеф од нагласно-говорничкиот сервис на неформалната влада на Европската Унија. Лидерот на СДСМ уште еднаш доби демантува овој пат од срцето на Европската Унија од Брисел. Се чини му станува навика да дезинформира за информации што доаѓаат наводно од странски организации. Сепак, кога станува збор за отворање на пристапните преговори за Македонија во Европската Унија, тука одлуката е јасна и истата на Европскиот совет, а таму грчкото вето налага промена на името Република Македонија. За Сител од Брисел, Бобан Онковиќ.